Во продолжение, расте песимизмот кај младите за вклучување во општествените текови во државата. На оваа тема продолжува колегата Мартин Николовски. Мартин, добро утро. Добро утро. Колку младите во Македонија се социополитички активни? Токму на оваа тема одговори на нашите прашања бараме од Стефани Спировска, проектна менаџерка во Фондацијата за демократија на Вестминстер. Стефани, добре дојдовте во Македонија наутро. Забележуваме растички песимизам кај младите во различни области од секојдневното живење. На што се должи тоа? Добро утро и благодарам за поканата. Секогаш е добро кога се зборува за младинските теми, особено на вакви прашања што се провлекуваат со години. Фондацијата за демократија на Вестминстер веќе последните 5 години прави студија преку која што ги следи овие размислувања на младите, очекувања и нивното социополитичко учество како главна тема. И тоа што се покажува е дека разочараноста кај младите расте од повеќе општествени прашања. И сега тука има краткиот одговор би бил дека се разочарани од начинот на кој што институциите се занимаваат со нивните проблеми, предизвици, понатака во која насока се движи државата, постои огромен песимизам и начинот на кој што, односно евроинтеграцијскиот процес. И сега овие се вака многу општо кажани елементи, меѓутоа ако погледнеме низ бројки, речиси 80% од младите веруваат дека државата не се движи во правилна насока, понатака младите се демотивирани и половина од нив сметаат дека институциите не се грижат вистински за нивните потреби, иако сметаат дека се запознаени за нив, меѓутоа не постапуваат нешто да направат. И сега ако никаде го бараме оптимизмот или ако си го поставиме прашањето што треба да направиме за ова да се подобри, можеме да видиме дека единствено постои оптимизам кај младите кои што некако се ангажираат во општеството, пробуваат да решат некаков проблем, или кај оние млади кои што веруваат дека земјата ќе стане дел од Европската унија, па на некој начин таму би била она точка на поместување и ќе се направи нешто за состојбата да станат подобри. Еден од најголемите проблеми е токму иселувањето. Многу млади, но не само млади, туку и цели семејства се иселуваат од Македонија. Од друга страна пак ретки се случаите каде што иселени луѓе се вратили од странство повторно во Македонија. Како да се промени оваа слика? Да, баш како што кажавте, за жал низ годините и се намалува бројот на млади кои што откако ќе заменат би се вратиле во државата. Последните наводи покажуваат дека 610 млади гледаат својата иднина во странство, односно би се иселеле доколку им се понуди шанса или доколку имаат можност. И сега тука играат улога повеќе фактори. Ако погледнеме и по местото на работа, по етничката припадност и по различни други позадински елементи кај младите конкретно, не постојат некои драстични разлики, особено отскокнува бројот во младите кои што имаат подпросечни примања, така што економскиот фактор тука игра голема улога, меѓутоа како што спомнав и претходно, 80% од младите се незадоволни од државата, сметаат дека институциите не се грижат за нив, така што ова е некако носечки елемент. Сега иселувањето е проблем со кој што се соочуваме како општество, не само кај младите, туку и кај повозрасните категории. Тоа е и европски тренд. Значи не е нешто кое што се случува само кај нас или нешто кое што може да се запре. И токму затоа тука треба да се размислува малку на подолг временски период, стратешки да се размислува повеќе и потребно да се носат политики кои што се базирани на реални бројки, но и политики кои што се флексибилни. Односно ова не е нешто кое што може сега да се донесе никакво решение и да очекуваме дека истото ќе даде ефект. Односно најчесто ефект имаат политиките кои што нели се трудат да го запрат иселувањето, кога се флексибилни, кога се на подолги периоди донесени и кога институциите го следат нивното имплементирање. Ние може да ги имаме и најдобрите законски решенија или стратегии, но доколку не се спроведуваат и не се следи нивното спроведување, тогаш ефектот ќе биде многу мал. Така што тука е потребно да се гледа од кои причини заминуваат младите, да се следат каде заминуваат, државата да се труди да одржи некаков контакт со нив и секако политиките кои што ги прави да се следат и да се имплементираат доследно. Дали спасот за иселувањето може да се пронајде во евроинтеграцијскиот процес на нашата држава? Сега, интересно е тоа што младите кои што се најоптимистични за иднината на државата се оние кои што веруваат дека истата ќе стане дел од Европската унија.
Сега вдека е многу важно дали на вистински начин младите го разбираат евроинтеграцијскиот процес, односно дали ако велиме дека тоа е спасот, дали очекувањата се реални, затоа што кога се поставуваат нереални очекувања, тогаш логично се очекува дека разочараноста се повеќе ќе расте. Сега јас не би рекла дека евроинтеграцијскиот процес е единственото нешто кое што ќе го донесе спасот, да речеме, затоа што ова е процес кој што е долготраен, процес кој што бара многу промени. Но ако погледнеме на ниво на секојдневието на младите, проблемите кои што ги има треба пред да се решат од во некои домашни политики. Па тука би ги вброила политиките за подобро образование, политиките за поддршка за порано самостојување на младите, бидејќи ако во Европска унија се самостојуваат или млади се до 29 години, кај нас де факто до 35 години трае процесот на зависност од семејството и нели подоцна се осамостојуваат. Понатака не знам можности за вработување, квалитетно здравство и се она што го гледаме во нашето секојдневие. Или она што го гради исто така и младинскиот стандард. Така што од една страна, да, евроинтеграцијата ќе донесе подобрување нели на животниот стандард општо земено, меѓутоа овие се нештата кои што треба во овој процес да се подобруваат и на кои што треба да се работи со цел да се одговара вистински реално на потребите на младите, па и на сите категории граѓани во моментот кога ги имаат проблемите, а не кога ќе бидат предоцна. Вашата анализа покажува дека многу од младите не се политички активни, но сепак најголем дел од младите во Македонија го користат своето право на глас на изборите. Па кажете ми како да се вклучат младите повеќе во политика и да учествуваат во процесите, особено кога се донесуваат одлуки кои ги засегаат токму нив? Токму така повеќе од половина од младите постојано гласаат и тоа од една страна ни покажува дека сериозно го земаат овој момент на директно учество во донесување на одлуки, да речеме. Меѓутоа, она што загрижува е начинот на кој што се информираат. Значи, најчесто, последната студија, например, покажува дека кога станува збор за политички прашања или кога станува збор општо за информирање, младите се информираат од нивните семејства, блиски пријатели и слично, што значи дека тука го немаме оној момент на индивидуално интересирање, истражување или анализирање на политичките состојби, туку на некој начин само се рефлектираат ставовите кои што ги имаат веќе нивните родители, нивното опкружување, па тука не знаеме лично што навистина или каде навистина стојат по овие прашања младите. Сега да одговорам на прашањето на кој начин може да се влијае на овие состојби или на кој начин ќе се осигураме дека младите информирано ги носат одлуките во согласност со она што се нивните политички ставови или очекувања. Јас решението го гледам во политичкото образование. Ние имаме повеќе анализи кои што се фокусирани конкретно на политичко образование и образование за демократија, да речеме. И тука гледаме дека единствено ако ние имаме образовен систем кој што младите ги на некој начин им ја покажува нивната позиција во општеството како активни граѓани. Односно, ја покажува нивната врска со институциите, ги охрабрува да бараат одговори, да истражуваат индивидуално, да се интересираат за процеси и на некој начин да ги споредуваат информациите што ги добиваат и информирано да донесуваат одлуки. Во тој случај ние би имале млади кои што гласаат, а во исто време и се информирани. И тука уште знам дека малку подолго го одговорам ова, меѓутоа клучна е улогата на институциите. Кога ги прашува младите или кога ги третира младинските прашања, потребно е истите да бидат на реалните потреби и она што го добиваат како инпут од младите да го интегрираат во нивната работа. Така, Стефани, ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Утрово разговаравме на тема социополитички активни млади во Македонија. Наша гостинка беше Стефани Спировска, програмски менаџер во Фондацијата за демократија на Вестминстер. Студио